Поштувани гледачи, во ова саботно издание на вестите на ТВ канал ВИС оставаме простор за она што веќе поинтензивно ќе се случува од 10 август до 19 август, а тоа е финишот на културно-уметничката трка Струмица Open Festival. Наш гостин е Гонце Георгиева од Културен забавен живот, организатори на Струмица Open Festival. Гонце, добре дојде во студиото на ТВ канал ВИС. На почетокот благодарно што во ова време кога непрестајно звонат телефоните во финишот на последните подготовки за финалето на Струмица Open, одвоивте време да бидете дел од вестите. Секако тоа е и дел од нашето задоволство да ја прикажеме нашата работа, да ја споделиме со гледачите и со целата поширока јавност. Заради тоа што сите подготовки се само со една цел, да имаме посетеност и добро да поминат сите настани. Така, ние ќе зборуваме за она што ќе се случува, а потоа ќе се осврнеме на тоа што претходно се случи во рамките на Струмица Open Festival. Кажа, веќе од 10 ти почнува финишот на годинешната манифестација. Еве, накратко, значи, што во тие 9 денови ќе можат струмичани да видат, но и да бидат домајкини секако на публика која што претпоставувам секоја година доаѓа во поголем број. Да, значи овие 10 дена од 10 до 19 ние си ги викаме официјална програма и така е практично, тоа е официјалната програма од нашата манифестација и годинава е под мотото Слушај го срцето, баш поради тоа што овој дел од програмата е годинава сконцентриран само на музички настани, ќе има бројни концерти во текот на сите денови, на различни сцени, како што беше и досега концептот. На 10 август имаме отворање со камерниот оркестар на Битола, со нивниот проект Рок Симфони, една изворедна изведба која што ќе биде од 30 музичари, и ќе има двајца солисти кои што ќе ги пеат тие најголеми хитови на AC/DC, Queen и други рок-н-рол легенди. Потоа наредниот ден продолжуваме со еден фестивал во фестивалот, практично One Love турнејата ќе биде гостин на Струмица Open Festival. Тоа е целосен посебен фестивал кој што се одржува помеѓу Македонија и Бугарија веќе втора година и Струмица како град е еден од 9 градови кои што се избрани да бидат дел од таа турнеја. И на турнејата ќе имам, тоа ќе биде настан на 11 во сабота, кој што ќе трае најдолго. Најдолго ќе има програма во сабота. Значи, ќе започнеме со Јој од звездичките, потоа настапуваат Оратница од Бугарија, па Next Time од Македонија, па Графа од Бугарија, Slatkaristics од Македонија и на крај завршуваат Sav Sound System од Македонија. Мислам дека ќе биде еден интересен и невиден и нечуен спој на музичари кој што вреди, навистина ќе вреди да се види. Потоа во недела на истата сцена кај Чешмичката, значи тие првите 3 денови се кај Чешмичката, на истата сцена од 22 часот ќе имаме джез вечер, која што е наша пракса веќе 5 години од одржувањето на фестивалот. И ќе имаме 2 бенда, Сашо Поповски трио и Фирс ќе гостуваат на джез сцената, а потоа целото случување го селиме на Езерцето, на една позната локација каде што се одржува и минатата година концерти, акустичните летни концерти. Таму ќе имаме најпрво уште еден интересен проект како дел од Македонската филхармонија, но само еден мал исечок кој што е споен во еден интересен проект на трибют на Queen и Beatles. И како локална поддршка таа вечер ќе ги имаме Јовче Пандев заедно со неговиот бенд. И таа ни е насловена како Рок вечер на Езерцето од 22 часот. Тоа е понеделник. Во вторник, значи на истата бина на Езерцето, продолжуваме со еден интересен концерт на Нокаут, кои што секогаш се интересни и секогаш се популарни и пријатни за слушање. Мислам дека ќе биде прекрасна летна романтика, како што одлучивме со нивниот менеджмент дека ќе си ја крстиме. Потоа на истата вечер ќе има локална поддршка од бендот Dismissed, Ивана Василева и Dismissed. Наредниот ден ќе биде завршетокот концертот на летната школа за гитара, која што претходно трае 2 дена. Значи концертот е на 15-ти, а летната школа за гитара почнува на 13-ти. Исто ми е драго што годинава го имаме Владко Стефановски и на предавања 2 дена и
директно учество негово на самиот завршен концерт, што е огромна мотивација за сите учесници на таа летна школа за гитара и годинава имаме рекорден број од 150 учесници, кои што дури ќе се обидеме во ист момент да настапат сите во одреден дел од вечерта заедно со Владко Стефановски, што ќе им биде, мислам, нива најголема сатисфакција и се надевам на уживање на публиката и како затворање на тие мали сцени, музички сцени мали, на 16 август ја имаме Каролина Гочева со едно нејзино издание насловено Најдоброто од Каролина Гочева. За разлика од нејзините последни настапи и концерти кои што ги имаше како промоција за албумот Извор и Македонско девојче 1 и 2, успеавме да направиме концептуално да одржи концерт. Компилација од најдобрите нејзини хитови од самите почетоци, од поп музиката и од сегашниот нов стил кој што го води. Тоа е за тие неколку 7 дена на кои што ќе ги имаме настаните на двете мали сцени, а потоа се префрлува на плоштадот, на големата отворена Open Fest сцена, каде што завршуваме 17, 18 и 19 август. Колку волонтери се вклучени? Сепак е ова голема работа, дали подготовките течат така како што вие планирате и дали имате најави на посетители, на гости од странство, дали хотелските капацитети се полни, предпоставам каева се центарот каде што стигнуваат и сите прашања и информации кои што се потребни? Токму екипата е таа која што е најбитна за самиот раст на фестивалот. И кога фестивалот расте, мора да се зголемува и екипата. Ако се зголемува екипата, веројатно и дека резултатот ќе биде раст на фестивалот, така што ние се трудиме тоа да го правиме. Волонтерите се неизбежен, неизоставен дел од нашата организација и се наша моторна сила. Во текот на сите настани ни беа од огромна помош, бидејќи годинава имавме и малку подолга програма за загревање и затоа тие ни беа од огромна помош. А секако на нашите најмногу на социјалните мрежи секојдневно ни стигаат прашања на нашите најавни видеа и најавни постови, ни стигнуваат прашања и тоа гости од Србија, некои кои што си го планираат летниот распуст, летниот одмор овде, некои наши иселеници кои што доаѓаат во тој период тука или кои што имаат роднини па сакат да поминат 2-3 дена во Струмица, па гледат да погодат што им одговара, кој настан им одговара да бидат присутни. Така што очекуваме дека програмата ќе привлече многу посетители, како што е случај секоја година, но нормално се надеваме дека ќе има раст. Така. Оваа година, како што спомнавте, понудивте малку поразличен концепт од досегашните, наместо концентрирана програма во 10 дена, некако почнаа настаните чинам од јули месец. Кои се вашите искуства, дали тоа беше добитната комбинација за да добие на поголема репутација Струмица Open Festival и поголема препознатливост со оглед на тоа што го дисперзиравте и на повеќе локации со повеќе интересни настани, поетски читања, афоризми, меѓутоа и концерти на познати македонски бендови кои што се одржаа на Леблебичиската улица. Какви се фидбекот каков е од публиката и дали овој модел би го продолжиле и наредната година? Да, ќе почнем од зад напред во обратен редослед. Рано е да се каже дали моделот е добитен, дали би останало во истој концепт и до година. Анализите ни се прават по завршувањето, сега сме уште не размислуваме за анализи, но овој концепт ни беше голема идеја за Струмица. Тоа е големата идеја што ја имаме ние за Струмица Open Festival. Да биде едно струмичко културно лето, само што можеби претходните години ги немавме смислено моделот како да го изведеме. Тоа оваа година пробавме нешто. Значи да направиме еден дел кој што ќе биде програма, кој што ќе биде најава за Струмица Open Festival за сите струмичани, пред се овој дел е наменет за струмичани, да го почувствуваат духот на фестивалот и да ги понесе целата атмосфера за со нетарпение да ги очекуваат и другите 10 дена кои што ќе бидат со уште поврвни и се подобри изведувачи. Сметам дека посетеноста на настаните беше на одлично ниво, ние сме сепак задоволни, заради тоа што имавме
настани кои што веќе се бренд и за Струмица Open Фестивал. Сме почнале да ги правиме баш во официјална програма на Струмица Open и некако кога ќе се спомне вечер на поезија, се знае дека тоа е Струмица Open Фестивал или ги трка на келнери, веќе се споени како едно, но сепак одлучивме да ги направиме во период пред официјалната програма и цел јули да има случување настани во Струмица кои што ќе бидат интересни. Така, во очекување на финишот само да потсетиме и за главните вечери, последните 3 вечери на 17 август, Тамара Тодевска, Владо Јаневски, Тони Цетински, Тубе, Тед Бетман. Веќе на редниот ден 18 август, Виктори Бенд, Либеро Бенд, Марија Шерифович, Лепа Брена, Афишал и крајната последна вечер 19 август, Црвена јабука, Добиево за колектив, Саша Ковачевич и Астра Ион Project. Тоа е она што ќе го заокружи Струмица Open Festival. Гонце, јас уште наш благодарно за гостувањето, тоа што детално да објасниме на нашите гледачи што следува во наредниот период, односно веќе од петок па до 19 август и секако ТВ канал ВИС ќе пренесува и од самите случувања и сето она што ќе го има надвор на бидните. Ви благодарам на поканата и ќе се дружиме сите денови.